Еве градоначалник, по вчерашниот протест овде во Чешиново, Блешево, денес градоначалниците на неколку околни општини каде што имаат земјоделци кои се занимаваат со производство, се неитен состанок кај вас во општината. Зашто дискутиравте и какви одлуки се донесени? Да, по вчерашниот одржан протест од страна на оризопроизводителите на источниот регион, по нивно барање, тоа по барање на иницијативниот одбор на оризопроизводители, одржавме состанок со заеднички состанок со сите градоначалници од засегнатите подрачја, ги слушнавме нивните барање, иако знаеме дека тие работи не се наша надлежност, меѓутоа цениме и сметаме дека нивните проблеми се и наши проблеми. Од таа причина апелираме до ресорното министерство заедно со владата да изнедат соодветно решение за да може да излеземе во пресред заеднички на засегнатите група на граѓани. Исто така ја можам да по заклучоците утврдени од одржаниот состанок, можам да кажем дел од неисполнетите барања од страна на ресорното министерство, а тоа се неисполнетите субвенции, зголемување на зелената нафта што беше ветена и ред други работи. Апелираме, уште еднаш, за крај апелирам владата да најде решение, да престане со своето луксузирање. Мислам дека производителите на храна пред прагот на нова производна реколда се засегнати со реални проблеми и дури има дилема дали воопшто и да се почне со припрема за истата таа нова реколта. Како што ќе значи за општина Чешиново, Блешево, еве да се намалат површините посеани со ориз, како што и кажуваат самите оризопроизводители? Па можам да ви кажам дека скоро сите, секоја семејство примарна екзистенцијална дејност е оризопроизводството. Па можете и самите вие да претпоставите што би се случило ако дојде до тоа намалување или воопшто за прекинување на една традиција што трае од 60-тите години на минатиот век. Значи тоа би било не знам, тоа би било многу лошо за целиот регион, не само за нашата општина. За колку оризопроизводители има во регионот, во Чешиново, Блешево со околу 2000, така или? Да, така, меѓутоа има една тенденција година врз година до година има намалување на истите и намалување на самата површина, а тоа се должи од неработењето на властите кои треба да помагаат и да ги слушнат побарувањето на самите производители. Ваш коментар, вчера министерот за земјоделие кажа дека во 2018 година за 300% се зголемени субвенциите. И дека тие се горди на тоа што оризопроизводството е како стратешка мерка ставена во нивната програма. Не се согласувам со тоа, бидејќи според мене тоа е чист популизам. Ја гледаме реално, ако веќе е така, треба да го гледаме и фидбекот на терен. Меѓутоа, фактите се друго, популизмот е друга работа. Не се согласувам со тоа. Мислам дека и колегите градоначалници околу таа изјава го имаат истиот став.